Како и сите учесници во шоуто, вие имате голема армија поддржувачи, меѓу нив голем дел и од Македонија кои секогаш се со вас, а дел доаѓаат и тука да го проследат шоуто, контактираат веројатно со вас. Како се справувате со сето тоа? Искрено да кажем, се радувам многу било кога и да најдам време за моите фанови. Понекогаш се уклучувам на Facebook, си пишеме понекогаш некои работи, правиме муабети на Facebook, преку сите друштвени мрежи, така речено. Тоа е нешто од најубавото чувство што сум го доживеал сега во мојот живот, и ми годи многу и треба да се најде време за такви луѓе, бидејќи без нив нема да бевме никој ништо. И по моје мислење е грев да се каже дека напорно ни е тоа, бидејќи јас лично го чекав тоа цел живот да го постигнам и затоа сега со задоволство ќе се трудам за нив, за сите кои ме поддржуваат, тоа е. Критиките за вас, за вашите настапи, за вашите вокални способности се исклучително позитивни, како од публиката, така и од жирито. Ви годи ли сето тоа? Па видите, или обврска повеќе? Па позитивен фидбек е секогаш многу убав, многу добар. Тоа знаеш дека си на прав пат, но негативната критика ти помаѓа многу. Ја прифаќаш како таква, како иста и од неа можеш да научиш што би можел уште подобро да направиш, бидејќи никој од нас не е совршен, ние не сме професионалци, ние сме се уште аматери кои ги прават првите чекори во овој бизнис. Така би рекол дека на некој начин негативната критика ми е многу поважна. Гледам да прочитам понекогаш и некои коментари што мислат фановите и размислувам на тоа, но за жал од недела во недела одиме во друга емисија и не останува многу време да ги читам тие коментари, бидејќи ќе се родат многу мисли во мојата глава, може би ќе станам несигурен. Најсигурно се уште ми е тоа да го слушам моето срце и да излезам на бината и да го правам она што најдобро го знам во мојот живот, тоа е пеењето и стоење на сцена. Колку ти го промени животот ова шоу? Па може да се каже за 180 степени дека тотално е ова нешто друго. Јас последниве 3 години работев како многу луѓе, имав тешка работа и на некој начин се откажав од музиката. Нема да ми кажеше некој дека во ова време баш ќе водам интервју со вас, нема да му поверував. Што да ви кажам, тоа е многу убаво чувство моментално. Ова е сепак шоу. Некој мора да победи. Сите сакаме ние од Македонија да победи Даниел, меѓутоа кој да победи, веројатно нема да биде залуден трудот на учесниците. Дали се гледаш и натаму без оглед на резултатот и исходот од ова шоу во естрадата? На сцена. Секој кој се такмичи на ова шоу се разбира дека и сака и да победи и ќе се надевам дека секој исто како јас ќе даде се од себе за да победи, бидејќи да даеме се од себе, тоа им сме должни на сите фанови, но морам исто да кажам дека вакво шоу е една фантастична прилика за да покажеш на многу луѓе што знаеш и да видиш како ќе те прифати публиката. Моментално тоа функционира многу добро кај мене, но без разлика кое место ќе го освојам на X Factor, вистинската работа и вистинскиот труд ме чека и ме следи и на некој начин уште повеќе се радувам на тоа што ќе биде после X Factor. Знам дека ќе се ангажирам премногу да останам во овој бизнис, да останам на сцената. Дали тоа ќе биде во Македонија или на Балканот или можеби пошироко, тоа сам Господ го знае. Јас лично се надевам на најдоброто, па ќе видиме што ќе испадне. Кратка порака до македонската публика? Мојата порака до македонската публика е дека им сум многу благодарен што така ме прифатија и што така ме поддржуваат. Сакам да знаат сите дека со ова поддршка јас се осеќам семојкен, се осеќам како да можам цел свет да го носам на мојот грб. И тешко ми е чак што више да ги најдам тие зборови со кои би можел да опишам колку сум благодарен за оваа поддршка. Ја поздравувам цела Македонија и нека знае дека ве сакам сите вас. Фала ви многу. Многу успех. Фала многу.